Здраво и живо, драги мои верни пратиоци. Продолжуваме на прошлото видео која ја разбранува социјалната мрежа за заклетвата, за колнењето, за таа тема, па овде малце да расчлениме и прецизираме која беше поентата. Да таму малце нафрлавме, нели, ја дадовме као една насока на кај ќе се тера оваа дебата и пошто нели сме брзо време, немаме нерви да слушаме на широко и дугачко, ги кратиме и повеќе дела ги правиме, па еве се ова ќе биде двојка, можда ќе има и тројка, ќе видиме колку ќе бидам вешту рецитажава и поентата споделување. Ќе почнеме со институциите, нели, Хипократова, ваква, таква, Петкова, Станкова даваат сите они заклетви кога почнуваат со работа или кога завршуваат тие докторати, тантара-пантара, и све тоа е окей, би имало вредност и тежина која таа нивна заклетва ги прави многу поодговорни, им дава една вредност, една сериозност и во законот казна поголема ги следува по автоматизам да по таа заклетва нивна они не сме ни да помислат да прават белјата да ја кршат заклетвата. Кога се они рамноправни исти со секој ден обичен, дал заклетва, не дал заклетва, исто законот и за нив и за обичниот народ кој не прел тантара-пантара, драматурги, циркус без пари, цртани филмови таму за народ да дава на некоја големина, на тежина, на сериозност, уствари ништо поента никаква. Кога и ја, ако лупам се, скршам прозор, ќе добијам 1 година затвор и тој што се колнал дека нема да крши, ако го скрши, добива 1 година затвор. Кој овдека поентата на таа заклетва? Млатење празна слама. Друга работа. Кога се колнеме, нели, претежно се колнеме у некоја особа. Жими, Петко, Трајко, Станко. Па си викам, по редот на нештата, ако лажеме, треба да му се случи, нели, нешто лошо на тој што сме се заколнали у него и, нели, циљаме, таргетираме тие што ни се најблиски. Жими, мајка, татко, војна, деца. Па си викам, како е можно да нашата колнење, нашата лага, превара биде насочена и се циља, се префрла на некој кој нема поима и никаква одговорност, ниту поима за нашата работа, план, стратегија, тантара-пантара, муавети со некој таму објаснувања. Доаѓаме до степен во, нели, немање на докази, на сведоци, на алиби, да како задњо решение колнењето во најблиските и ги зијаме на врат некои кои немаат поима, нити пак имаат нешто умешано во нашата работа, да ета ја ако излажам, а се колнам, испаѓа лошо, нив ќе ги снаоѓа, ничим изазвани, ничим белја праени, таргетирани, само зашто јас сум ги за цел ставал нив и у нив се колнал. Па кога би било тоа све вистина, на таа карта може да играме и као некој модерно време, невидено, платен убица, серијски, на тајно, на скришно, да секој што ме нервира, ја ќе се колнам во него, ќе лажам и по редот на нештата тој треба, нели, да умира. И ќе се колнам у Жими, Петко, така беше, ја лажам, ајд Петко умре. Жими, Станко, така беше, ја лажам, Станко умре. Значи, млатење празна слама до бескрај. И сега вакава све кога го зборам, звучи глупаво, наивно и без поента, без да задржи внимание и да ја оправда целта на мојава објава, ама пак кажувам колку сме ние у сето тоа длабоко навлезени, да у највишите структури се даваат заклетви и секојдневно некој на некому му се колни и верува во тоа, да буквално нема човек кој у животот не се заколнувал и не го јадел од црвот,
шубето, мувлата дека ако лаже ќе го фаќа белјата. И покрај тоа што се колне за некој таму десети кој никаква вина со тоа нема, нити е умешан у нашата белја. И испаѓа по таа водена насока да ние можеме да цел свет го потепаме, у стил жими цел свет се колнам, така е брат, не лажам, ако лажам цел свет умре, и ја ако лажам да се мажам отиде цел свет, антара пантара, пепел, ајд јавана. Значи, колку нема врска едно со друго, а колку кога ќе видиме секојдневие, му даваме важност до неизмерие. Еве, прост пример, ние риболовците, каналов нели е рибарски, па колку пати ќе ни се јава и некој пријател, како е брат, ги скршив, ги растурив, ги утепав, не лажи бе, овој ти вика таму, абе ги утепав до сега 20 кила, 30 кила, и овој од вам, ајбе законни су децата дека си ги скршил, не бе, не се заебам, се шалам, па ти правиме ракија, скарам, мезе, се зезаме. На кој од нас не му се десила оваа ситуација? Најпрост пример. Како паѓаме одма на прва сопка, го јадеме, се правдаме, се објаснуваме, вистината ја изнесуваме. Само зашто тој од таа страна ни рекол да се законуваме. Кој е по, пак велам редот на нештата, ако веруваме дека така ќе биде и ја кажуваме вистината за да нели не го фаќа тој таму клетвата, и испаѓам дека може да се светоа злоупотреби, серијски убиец преку клетви човек стане и све потепа што му смета да нема никој појма од кај го мавало каменот, од кај го мавало метакот, го решетало, го правило пепел, го потепувало од клетвата. Па, ете така некои работи ми остана у главот прошли пат не доискажани, што кога си ги размислев, буквално испаѓа да сме на ова ниво, да не се знае кој тегне, кој влече, и од една страна вака изгледа смешно, од друга страна па сме радикално посветени до степен да за колнење, за заклетва, душа даваме, гинеме и не се осмелуваме нити да излажеме банална работа, само ако некој не заколне. Или колку пати се случило, ја ги тестирам пријатели, у наводници ке седиме, им викам све што ти помислувам да ми се врати. Све што ми помислуваш да ти се врати. Па да видиш на лажни пријатели како им се менјаат одма сурати. И колку од нив ке речат може бе брат, прифаќам све што сум ти помислил пута 100 да ми се врати. Тоа ќе го каже чесен брат, ортак пријател. Ама тој што ти помислував зло, лошо, да видиш како ќе почне да менја бои, да свири тамбура, да се бламира, тапацира, го умира. Што пак доаѓаме до тоа суеверие, колку е јако да од секоја страна да го чепнеш у таа насока човек, можеш да го издадеш, да го провериш, да го изнесеш на површина, да исплива целата негова вистина. Едноставно, вака кога ги гледам нешто, си викам, може да сме ние најглупи од све на планета. Попаметни се од нас и зебри, и рисови, и гугутки, и мајмуни, и навреда е за мајмун да кажеш дека дели со нас гени кој ќе се стави на оваа разина на ментално размислување, на овие тези, на овие дебати, на овие тежини во клетви, во заклетви, во кунења у 21 век, на ситуирани, на модерни, на учени луѓе, на нивоот камено доба спаднати, веруваат во празни слами. Па, не знам, ај кажете вие, со некоја дебата, ако имате со некој пример, само да не се караме, вреѓаме, пцуеме на некој достојно ниво, сепак ова е забава терање, не никако да навредам или да умањам. Кој му верува, нека се колне, нека се објаснува, нека се зарекува, немам ништо против тоа. Али, чисто само така оваа насока да виугата проработи и натаму затера да се запраша секој кој до сега си ги нема поставено овие прашања.